Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте и во денешното издание на емисијата Фактор здравје. Високи пеколни летни температури на кои сме сведоци во моментов. Веќе речиси 28 степени токму и во овој момент, а колкави температури не очекуваат во текот на денот, тоа да не ни помислуваме. Хидратацијата и исхраната во лето е темата на која утрово зборуваме. Хидратацијата е една од наједноставните и најисплатливите, но и најмоќните алатки за одржување на здравјето во летниот период. Внесот на вода и дополнителни течности, но и лесна и избалансирана исхрана за да можеме полесно да се справиме со овие летни горештини и да направиме нешто добро и за нашето тело и за нашето здравје. На оваа тема утрово разговараме со Емилија Спасовска-Мојсовска, магистер нутриционист од Нутрием. Добро утро, Емилија, и добре ни дојде во Фактор здравје. Добро утро, благодарам за поканата. И како што кажа, во овој период од годината, летни, жешки, пеколни температури, оно што бараме е разладување, вода и поладен воздух малку. Така да водата е неопходна за многу важни и работи има со цел за да може ние да го разладиме нашето тело во овие пеколни температури. Хидратацијата и внесот на водата е потребна во текот на целата година. Велиме континуирано треба да внесуваме одредена количина во текот на денот. Дали во летниот период ни е зголемена потребата и зошто е толку важна и кога велиме добра хидратација, што подразбираме под тоа? Така, она што сакам да го напоменам и секогаш го говориме ние на нашите клиенти кога доаѓаат и во медиумите кога гостуваме, значи водата е неопходна за живот и е во текот на целата година потребна да внесуваме, но во летниот период имаме поголема потреба за ја гледаме потребата за вода многу брзо и дехидрира организмот преку потењето, преку екскреторниот систем, преку мокрењето е неопходно бидејќи и телото се бори на некој начин да постигне температурата, преку потењето на тој начин ние имаме потреба да внесеме поголема количина на вода со цел да не дехидрираме. Водата има главна и клучна улога во биохемиските процеси што се случуваат во нашиот организам, како што реков за постигнување на температурата, за регулацијата, за варење на храната, исфрлање на токсините од организмот и транспортот на хранливите материи, витамините и минералите, но исто така е многу важна и за зачувување на когнитивните функции, бидејќи еден организам кога недостасува вода или кога е дехидриран, имаме низа симптоми кои што укажуваат на тоа дека организмот не е болен, едноставно е дехидриран. Така да водата е клучна. Бебето, нели, кога се раѓа, има поголем процент на вода во организмот, меѓутоа со текот на растот и развојот и кај повозрасната популација, процентот на вода од прилика е 60 до 70% и затоа е неопходно таа вода да се замени односно да се внесе во текот на начинот на живот. Со тоа што тоа ни укажува зошто е толку важна водата. Многу мина ќе речат јас не пијам вода, не чувствувам потреба или не ми е едноставно вкусна водата, меѓутоа преку денешниот разговор кога ќе кажеме што значи ако доволно внесуваме вода, а што значи ако не внесуваме вода, верувам ќе поттикнеме многумина да го сменат својот начин на секојдневието. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со сите овие совети, препораки и добре дојдени информации. Останете со нас до самиот крај, следете не, повелете, јавите се, вклучете се во емисијата и советувајте се со Емилија како нутриционист за сето она што ве интересира и во поглед на исхраната и ред други нешта кои сакате да ги прашате. Со Емилија Спасовска-Мојсовска, магистер нутриционист од Нутрием, зборуваме за важноста на хидратацијата, доволниот внес на течности, пред се и на прво место вода, но и каква исхрана во летниот период ќе ни помогне полесно да ги поминеме овие високи температури, топлините и жештините, бидејќи храната е многу важна во одржувањето на добриот баланс и доброто здравје на телото. Кога зборуваме за водата, дали има некој универзално правило колку вода треба во текот на денот да внесеме или повторно е индивидуално според возраста, според здравствената состојба на поединците? Така, количината на водата кај децата, возрастната популација и повозрастната популација, да кажам, има одредена мерка количина на вода која што треба да се внесува. Тоа е 0,33 до 0,35 милилитри на 1 килограм
тежина. Значи, колку тежиме, по 0,33 или 0,35 треба количината да се внесе на одредена индивидуа. Разликите постојат, тоа е универзалната количина на вода, меѓутоа, кај децата и кај возрастните и повозрастната популација над 65 години, тука можам да кажам дека има одредени и правила кои што ние треба да ги поттикнуваме и подсетуваме. Тоа значи дека кај децата во хипоталамусот се уште не е развиено чувството за жед и низ игра и они имаат голема потреба за пиење вода, но исто така и количината на водата од организмот многу брзо ја потрошуваат, односно ја изфрлаат и на тој начин ние децата треба да ги поттикнуваме да пијат вода затоа што уште не е развиено тоа чувство во мозокот, додека кај повозрастната популација исто така тоа чувство ослабува и затоа тие самите треба во текот на денот да распоредат кога ќе имаат оброци балансирани и количината на водата која што ќе пресметаат по килограм тежина 0,33 до 0,35 на 1 килограм. Па зависи колку тежат и количината на водата нека пресметаат и нека пијат. Ова е едно посетување за сите дека водата не треба кај таа популација да биде само со лековите, значи треба да се внесе во текот на денот минималната количина, еве да речеме за возрастната популација е 2 до 2,5 литри. А она измеѓу генерација, да кажам, се уште чувството на жед, сигналите ние ги препознаваме и затоа нели треба да имаме начин и балансиран начин на живот, храна која што ќе ја внесеме како поедок, ручек, вечера и количината на вода во текот на денот. Меѓутоа, бремените жени, оние луѓе кои што се физички активни, па има и оние на отворено кои што работат. Така и работниците кои што се на отворено, нели имаат и во летниот и во зимскиот период поголема количина кои што имаат поголема физичка активност, поголема количина на примање на вода, да. Исто така и бремените жени е неопходно со цел да не дојде до дехидрирање на организмот и кога имаме инцидентни, да ги кажам, ситуации, нели бактериска или вирусна инфекција, телесна температура покачена, е неопходно тогаш, нели организмот да не дехидрира, да се внесе вода, па и дури и течности кои што се електролити би ги нарекла. Водата е медиум кој што е многу важна, како што рековме, за сите клетки во телото и за сите процеси кои што се случуваат, меѓутоа водата не може со ниедна друга течност да се замени. Чајот, да, убаво е да не освежи, супите и чорбите исто така, меѓутоа водата и количината не може со ништо да се замени. Многу често од клиентите нели ќе дојдат и ќе кажат јас не можам да пијам вода, не ми е убава или не можам едноставно да пијам вода, па наоѓаме начини да ја оплемениме, на некој начин да направиме и лимфна дренажа, и сме зборувале колку е важна лимфната дренажа заради отоците во телото што се случуваат или задршката на вода во телото, па и токсини, па на тој начин водата, обична вода доколку некој не може да пие, па ја оплеменуваме со состојки кои што навистина ќе дадат едно убаво прочистување на телото. Така добро е да слушнеме како да си направиме таква вода, ама да го слушнеме гледачот претходно. Така може. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Ја имам еден проблем. Оствари сама си го направи проблемот. Несвесно, пошто претежно сум дома сама, посаражена сум, не можам да излегувам. И многу јадев сладоледи, благи, не знам она. И наеднаш тела се направих за никаде. И после тоа реков, што се направи, ја дебела, можда на кај 97-8 кила отерот, што никогаш не сум била толку. И се јавив на лекар, она ми рекла дека ништо не смеам да јадам, оти ми се дуе стомахот сега. Горе као надуен стомахот, надоле дури имав оперирана сум 50 години ми се отвори раната. И сега одма ме ставија под ова, како се вика, диета. Протокол режим на исхрана. Добро. Тоа е се окей. Меѓутоа, ова, не знам зашто е вторпат веќе пијам
и пробиотик и еспумисан за ова, ама не јадам, пробуваше не јадам ништо, се без леби јадам. Ме интересира зашто се уште не сака да ми се спуштат, а ослабе... Добро, да, еве, ќе слушнете... Да ви го кажам, Така, да, ви благодариме за јавувањето, ќе слушнете препорака и совет за подоеноста во стомакот, нешто со кое што често се соочуваме и Така, кај повозрастните и кај килограми, помладите. Така, вишокот на килограми, секако и подоеноста на стомакот има низа анамнези кои што треба да ги господјата што се јави да ги видиме, да воочиме од што тоа се случува. Вишокот на килограми секако дека треба да се намалат, бидејќи тие и не само што физички тежат и на органите, на срцето, на бубрезите, на колената, на зглобовите. Така да вишокот килограми посекако треба да се намалат. Меѓутоа подоеноста со стомакот треба да се види од која причина е. Дали е во прашање хеликобактер, дали одредена храна прави проблем во стомакот, дали се во прашање нервозни црева со цел да се елиминира храна. Можеби глутенот е причина од одредени намирници кои што се конзумираат. Меѓутоа еве можам да дадам препорака која што може да помогне, секако водата да не се исклучи, да се пие во текот на денот, меѓутоа заедно со оброкот и водата ги разложуваат, односно потешко е варењето на храната, па после секој оброк да се направи одредена пауза од 45 минути до 1 час, па да се пие вода или чај после оброкот како маточина или нане со цел да го смири стомакот, таа подуена што е. И еве сега е сезона на бамјата. Секое утро, веднаш по станување, една бамја свежа до 2 може на гладно да се проба. Да проба господјата така еден месец така свежа, да се конзумира, бидејќи самата бамја испушта слузава материја која што ја зацелува слузокожата на желудникот и стомакот и благопријатно делува, па еве еден природен начин како може да помогне. Ова е само дел од препораката, меѓутоа треба да се смени целокупниот начин на исхрана, балансираниот начин и протокол на исхрана, во одредено време да се јаде, да се растерети стомакот со цел да може да се исфрлат токсините, дали прави задршка храната, дали е во прашање можеби е хернија на желудникот, каков тип на желудник. Повеќе испитувања ќе ни бидат од корис да се даде препорака. Меѓутоа ова нешто што може да олесни е вака телефонски што може да го што се јави господјата, па доколку треба некаков совет може да дадеме во иднина да ги видиме и резултатите. Така да хроничната терапија која што лекарите ја препишуваат си е едно, меѓутоа како дополнителна поддршка нутриционистите се секогаш тука да го направат вистинскиот избор на исхраната која што ќе помогне во одржувањето на состојбата или намалување на симптомите. Апсолутно, да, лекарите препишуваат одредена терапија, ние можеме да помогнеме на природен начин. Господјата прима и пробиотици, него имаме и од храната и пребиотици и пробиотици кои што флората во стомакот ќе ја балансираат, односно многу луѓе имаат и неизбалансирана, односно нарушена микрофлора или микробиомот кој што е навистина важен па за целокупното тело. Така да препораките сега што можам да ги дадам вака се само ова. Да, но доволно ќе биде како нешто кое што може да се примени и да се почне. Ајде сега за водата. Неколку начини како водата да си ја оплемениме за да ја пиеме, посебно за оние кои што едноставно отпор даваат кон пиењето вода. Така, многу често на моите клиенти кога ќе дојдат за режим на исхрана, во начинот на исхрана пишувам за време на ужинката вода, затоа што кога ќе ги дадеме ние појадокот, ручекот и вечерата и каде што некаде во препорака стои да во текот на денот да се испие 2 до 3 литри вода или во зависност од активноста, никако како тоа да се занемарува. Меѓутоа кога имаме појадок, па ужинка, па вода, овошје, јаткасти плодови, 3 до 4 чаши не наеднаш пиење на водата, меѓутоа етапно пиење во текот на денот, ние ја задоволуваме потребата и количината на вода со цел да го одржиме балансот, односно тургорот на клетките, со внесување на водата. И на тој начин луѓето ја чувствуваат разликата.
како претходно се чувствувале и после внесувањето на водата. Бидејќи таа, кажавме, е клучна за внатре биохемиските процеси во телото, ние не ги гледаме, тие се случуваат постојано. Меѓутоа, преку кожата, расположението, функционирањето во текот на денот, едноставно водата дава енергија. И затоа кога ќе се внесе количината на вода, имаме некако подругачие се однесува нашето тело. Сега, тие што не може да пијат водата и најчесто наоѓаме начини. И тука ставаме 2 сантиметри изрендан ѓумбир во водата, 1 портокал, може ким и анасон по неколку зрна да отстои од вечер во 2,5 литри вода или во 3 литри вода. Таа вода едноставно ја прави таа лимфна дренажа и е по-благопријатна за пиење. И во текот на денот таа вода едноставно... Значи следниот ден треба да ја испиеме таа количина на вода. Следниот ден во текот на ужинките. И има и многу други води кои што најчесто ги препорачувам на клиентите и на вистина им е вистинско уживање за пиење на водата. Еве, например, со 15 свежи листови на нане, мента или лимон и портокал, отстојува од вечер. Толку е благопријатна водата, толку е убава, ја гаси едноставно жетта и е благопријатна за стомакот. Она што исто така дел од водите што ги препорачувам на клиентите да стават шумско овошје во водата, нели јагоди, црешки, па може да се стави и 1/4 лажичка цимет или 1 циметно стапче да отстои таа вода. Едноставно луѓето немаат потреба од храна, а тоа што покажува? Дека многу често луѓето жетта со потребата од храна ја мешаат. Многу се жедни, многу знаеме да бидеме нели жедни, бидејќи не пиеме вода, а ние посегнуваме и многу често посегнуваат по храна и тоа е лажно чувство. Па пред да посегнете по храна, напите се една чаша вода да видите дали е тоа навистина организмот физиолошки е гладен или има потреба од вода. Така да кога ние ќе го балансираме телото со правилни оброци во текот на денот, кога ќе го стартуваме денот со една чаша вода, па внатре ќе се додаде може куркума, бибер, па јаболков оцет. Тоа се дел од препораките кои што ги давам, меѓутоа можеби има и други препораки кои што се соодветни за една индивидуа која што доаѓа на режим на исхрана, да ние од наутро треба да ги, нели како што правиме лична хигиена надворешно, така и внатрешно да ги испереме цревата на некој начин, да ги поттикнеме да работат. Тоа е со таа чаша вода, еве, можам да кажам дека убаво е секој утро да го почнуваме со ако не можеме една чаша, барем половина, барем малку да внесеме. Зошто половина? Што е разликата од половина или една чаша? Нема изговори, ние ги наоѓаме изговорите. 250 милилитри со 100 милилитри што ќе ни е 100 милилитри? Зошто? Кога може 250 милилитри? А во текот на денот нас на зглобовите на работниот столб му треба 1 литар вода, а кај се останатите органи и функции во телото што ги извршува водата? Зошто пола чаша вода? Не сме ние бебиња, па и бебето така треба да има поголема количина на вода. Така да нема изговори за водата, барем. Значи таа количина 250 милилитри вода да го стартуваме денот, да оплемениме еве со една супена лажичка чија семе да отстои од вечер и со лимон, може да биде многу благопријатна за цревата, за луѓето да ги исфрлат токсините, за оние кои што имаат отежнато празнење на цревата, бидејќи кога не пиеме вода имаме потешкотија во дигестивниот систем, потежнато констипација, обстипација, а тоа нели само ние сме научени, леле, не можам да отидам во тоалетот, имам проблема. Пиете вода? Не, па нормално дека ќе имаме таков проблем, затоа што тука се накалемуваат тие токсини и дебелото црево. Зошто да биде нели да не биде растеретено, па и целото тело, кај што можеме да направиме еден баланс, да ги исфрлиме тие токсини од нашето тело. Така да дали електролити ни се потребни во овој летен период? Дали кај оние кои што помалку внесуваат вода или кај оние кои што пијат вода, едноставно топлото и жешко време си придонесува да почувствуваме потреба и како да си направиме сами
таков напиток или пак едноставно како шумливи таблети, барем еднаш во денот да ставиме во една чаша вода па да го надоместиме Така, тој вес. има многу луѓе кои што имаат и низок притисок, нели? Е неопходно барем малку телото да се поткрене на некој начин, За да не чувствуваме замор или пак вртоглавица или пад на енергијата. Апсолутно, значи бојата на урината ние е првиот показател дека телото е дехидрирано или рехидрирано. Бојата на урината треба да биде сламесто жолта боја, доколку е темна, веќе знаеме тоа е индикатор дека нашето тело е дехидрирано. Кога ние чувствуваме жет во устата и кога е сува, веќе телото ни е дехидрирано. И на тој начин ние во текот на денот да го спречиме ова, треба да внесуваме вода во континуитет да не дојде до дехидрирање на телото. Сувост на очите, на кожата, едноставно малаксаност, замор, поспаност, сето тоа се тие знаци на дехидрираност, па и неопходно е некогаш да внесеме изотоник природен, не купечките изотоници. Меѓутоа на природен начин во 500 мл вода можеме да додадеме една лажица, една мала до 2 лажички мед, малку сол и еден лимон или лимета и тоа да го пиеме во текот на денот. Имаме ние многу електролити, нели купечки, меѓутоа ние можеме да го направиме овој електролитен раствор како што нели сме го пиеле и го пиеме кога имаме висока температура или кога имаме диареја, а ние можеме вака во текот на денот да ги вратиме електролитите затоа што ние преку потењето губиме дел од електролитите и е неопходно да внесеме. Бидејќи натриумот, калиумот, треба да внимаваме на количината Потребно ни е сето тоа, така, меѓутоа во нормални количини. Електролитниот статус е подеднакво важен и треба да биде избалансиран. Меѓутоа кога ќе дојде до дисторзија на некој начин на електролитите, кога ние сме ги исфрлале, се случува да имаме замор, поспаленост и малаксаност, па да внесеме некогаш нели изотоничен природен раствор, па тука би ги вклучила супите и чорбите, кои што нели во зимскиот период малце потопле ги јадеме, ама во летниот период нели можеме изладени да бидат, не од ладилник, истото се и за водата сакам да го напоменам. Многу студена вода? Не, затоа што тогаш ние привидно организмот го разладуваме и потоа нели треба да постигне нашето тело температурата, на тој начин треба да биде водата на собна температура, но никако од ладилник, затоа што на тој начин се прават и спазам на крвните садови и може да се направи било каков проблем, а особено пак е она популација која што е прима терапија за кардиоваскуларно здравје, па независно, хронична терапија. Значи, ние треба да пиеме вода да е на собна температура, да не мора нашиот организам, иако се мачи во летниот период да постигне температурата за разладување, ние уште толку да го оптеретиме нашето тело. Така да колку пати во текот на денот мокриме и тоа ни е показател дали ни е дехидриран организмот и дали ни е потребна вода, велиме тогаш веројатно ќе ни се запали сигналот така дека не сум пиел вода денеска затоа што сме го исфрлиле сето тоа преку потењето, а вода не сме внесли. Да, во текот на денот ние треба често да измокруваме, меѓутоа и често да ја внесеме водата. И доколку ние во текот на денот 2 пати отидеме во тоалет, тоа значи дека со нашето тело, како што кажавте, сијаличката е вклучен црвениот аларм, ама да не дојде до тоа, ние треба во континуитет да внесуваме водата, како што кажав, нема замена, меѓутоа можеме во овој период од годината да внесеме храна која што па и има количество на вода. Да, која е таа храна по уште еден блок реклами ќе слушнеме. Останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото, значи вода на прво место, потоа супи, чорби, чаеви, јогуртот е тука. Како сега преку исхраната можеме дополнително да внесеме некој процент на течност? Така, да, рековме водата, важноста, функцијата на целото тело под дејство на таа вода, меѓутоа овој период од годината имаме во изобилие овошје и зеленчуци кои што навистина се потребни и несомнено природата дала во вистински период од годината тоа што треба да го конзумираме. Многу луѓе овој период го користат да одат на
одмор, нели, да спремаме, ние треба и кожата и телото за изложување на сонце. Секако треба да се оградиме од печењето на сонцето, бидејќи е штетно за кожата, меѓутоа и на тој начин па и витаминот Д е убаво да го внесеме и нели некако и водата и морската вода ни го дава оној мир и баланс во телото, меѓутоа ние треба да отидеме на море спремни и треба да внесеме храна која што ќе го растерети и дигестивниот систем, па ќе ни даде расположение и како што кажав, храната која што во овој период овошјето и зеленчукот е голем процент на вода. Тока се дињата, лубениците, па покрај тоа што содржат и антиоксиданси, поголем процент на вода и калиумот, кој што е исто важен и за срцето и за изфрлање на вишокот на натриум од телото, па се спречува и задршката на вода и на течности во телото. Па еве да ги спомнеме кајсиите, праските, иако нели е многу количината треба да се огради, ајде да не претеруваме. Бидејќи белото овошјето содржи шеќери, ама да не претераме во количината. Така, кога е избалансирано се, нема никаков проблем, па дури оние кои што се и диабетичари, нели јас не смеам да јадам лубеница и диња, содржи нели шеќер. Меѓутоа лубеницата заедно со парче сирење и јаткасти плодови, буквално протеин нели заедно со лубеницата дава една убава равнотежа, па до 150 грама и диабетичарите може да пробаат нели во делот на ужинката лубеница и диња, и кога имаме балансиран начин на исхрана, нема забранета храна, има само ограничена храна. Кога ние на луѓето забрануваме храна, едноставно па и на тоа го насочуваме мозокот, меѓутоа може да пробаат и диабетичарите, па и оние кои што нели се во здрава и фит форма, меѓутоа се да биде балансирано. Така. Исто да така, не претираме во количината со ништо, бидејќи не можеме со овошјето и зеленчукот да ја замениме водата. Некому ќе речете, пиеше ли вода денеска, знае да каже, па јас изедов многу лубеница, таа има многу вода и на тој начин го внесов потребното. Не, грешка ли е тоа? Па грешка, нормално дека е грешка. Во делот кај ужинката, нели кога се јаде и лубеница, па може со јаткасти плодови, кој што е исто така 30 до 40 грама ограничена количината, внесуваме и одредени нутриенти и антиоксиданси, еве како што и во тоа овошје имаме и бета-каротени, и ликопенот во доматот и во краставицата. Меѓутоа, во краставицата исто така процент на вода и калиум, сакам да кажам, и ликопенот во доматот кој што е убаво за срцевиот ритам, за кардиоваскуларното здравје, меѓутоа ние секако не треба да претеруваме, ама внесуваме процент на вода, растителни влакна, витамини и минерали. Тука да не заборавиме дека и леката, боранијата, грашок и во летниот период се јаде, и во летниот период се јаде месо, меѓутоа да одбереме протеин од животинско потекло, кое што навистина нема дигестивниот систем да се оптоварува, посекако нели во летните периоди да се оптоварува да вари храна која што ние сме измешале повеќе намирници во текот на едно јадење, и на тој начин нормално е дека телото страда. И во летниот период, како и во зимскиот период, исто важат препораките да се јаде нели храна разумно избалансирана, меѓутоа таа тешка храна и во зимскиот период и процесирана храна апсолутно, значи треба да се изостави, бидејќи таа, ајде треба да ограничиме таа храна и процесирана, пржената храна исто така. И многу често луѓето грешат да го разладат телото и организмот, пијат сокови кои што се купечки и имаат шеќери кои што дополнително бараа организмот вода. Значи на тој начин сокови не ни ја гасат жета, туку напротив дополнително не тера да пиеме уште, така? Исто така треба да се внимава на алкохолот и на кафето, бидејќи тоа навистина има потреба од да се ограничи количината, меѓутоа треба да се пие вода, и многу често нели кога се пие кафе да имаме една чаша вода да биде така, или оплеменета или обична чаша вода. Исто така ќе ги спомнам таратор, така, или тиквичките, модриот домат. Значи може да се направи една убава летна салата, ама тоа да биде можеби и главниот оброк. Печени тиквички, нели, во редна. А може тиквичките и свежи, изрендани во салата да ги ставиме? Баш имав препорака на страната кај мене имав ставено, значи изрендана свежа тиквичка со лимета и листови од нане со јаболков оцет и зачината, нели со зачини кои што сакаат, и јас ја имам пробано таа салата направена, значи навистина е
превкусна, преубава, нели тиквичката има одреден процент на вода, а па и држи и ситост. Дали во тоа можеме и парче јаболко да ставиме? Ќе Зошто речеме да не? И како круша. овошјето и зеленчукот да ги мешаме, Може. ама кога ќе пробате гледате и всушност дека е многу вкусно Апсолутно. и некако ви го Апсолутно да се оплеменува со оплемени. салатата. Например, може да се додаде и наут. Исто така е протеин кој што исто така држи и ситост. Па и во летниот период верувате дека и не ни се јаде многу. Имаме потреба од полесна Да. храна која што содржи вода и затоа имаме во овој период таквиот тип на храна. Или може модар домат испечен, така може да се додаде ориз или просо, па малце сиренце одозгора да се стави во печењето. Грците го викаат тоа папуцаки, ама кај нас нели може да е модар домат, превкусен и преубав и многу се лесни овие намирници за подготвување и лесни за дигестивниот систем. Така, имаме гледач. Се извинувам што те прекинав, само да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро, Добро Биле, утро. ваша редовна гледачка. Ви благодариме. Што има проблеми со бубрезите. Сакам да ми каже гостинката, пошто имам намалена функција на бубрезите, се не е забранено, не јади. Ова има калиум, има мислам, на Черцевиската подобро знае. Јас апнам, например, една кајсиечка, или една праска, или една кива, или едно јаболко преко денот, не многу. Лубеница, па да ви кажам, уопште не смеам, уште има калиум, протеини, буквално. Ако може да ми објасниш што треба да јадам и колку треба да јадам. Да, а дали вода пиете? Вода редовно пијам под 2,5 литра, а тежина имам 55 кила. Многу слабнах од диетите. Така, ви благодариме за јавувањето. Ова е малку поспецифична состојба, намалена функција на бубрезите. Оваа препорака не би можела, нели да кажам конкретно може или не може, затоа што тука е многу важно и фосфорот, и калиумот, бидејќи протеините и така натака се важни за состојбата. Морам да видам крвната слика, морам да ги видам извештаите за да дадам соодветна препорака. Генерално, ако кажам, можеби не е соодветно за господјата, така да би се оградила за да го дадам одговорот вака на овој Така, за да исконтактира на социјалните мрежи, може да го најде телефонски дори, па чисто и да се слушнете така и да малку подетално се објасни. Малку подетално, малку е специфично за да дадам генерална препорака и овие препораки што ги даваме се генерални, меѓутоа ако има специфична состојба одреден гледач или клиент, тука одиме веќе подлабоко со анамнезата за да дојдеме до вистинското решение. Ама со вода треба да се продолжи, бидејќи за бубрезите е најважна всушност. Да напоменам, во текот на летниот период, па дури и за време на ручек, жетварската салата, каде што на времето луѓето ја конзумирале на нива, предпоставувам дека и возрастната популација што гледа ја искусила таа салата, ама ние младите некако ја тргаме на страна бидејќи содржи лук, али во 500 милилитри вода, кромит, лукче, малку краставичка, малку оцет и сол, буквално на нива така ја разладувале душата луѓето кои што оделе и ја обработувале почвата, така на тој начин ја ладеле душата и е превкусна. Јас имам пробано, меѓутоа нели секогаш бидејќи има лук. И ваквиот начин на салати кои што буквално го ладат телото, ние тоа за жал не можеме тој начин луѓето нели што работеле. Тогаш им требало многу енергија за да бидат така цел ден со физичката работа и земјоделието кое што го работеле. Така, јаделе полесна храна што и нормално ограничена била количината на храна, буквално и органска била храната, затоа што од нива буквално може да се земе и лубеница, и диња, и да јаде. Сега во денешно време имаме изобилие од храна, па затоа имаме така и дебелина и нарушено здравје со хронични болести од сето она што го внесуваме. Така, и да не заборавам дека многу е важно правилно чување на храната, особено во летниот период, треба во текот на целата година, во летниот период убаво промивање на салатите, зеленчукот и овошјето и убаво припремање на храната да нема запршки, нели, дополнително пречи. Оние луѓе кои што пијат препишаната терапија задолжително да ги слушаат лекарите, па да не послушаат и нас нутриционистите за советите. Така, за се што им е нејасно, имаме уште еден гледач, пред крајот сме, добро утро и за вас, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до вас и до ви благодариме. Гостинката.
Малку надвор од темата, сепак е Ако прашање може, исхрана. Да прашам за карциномна дојка после хемотерапијата. Тие потешкоти што ги има. Се работи за моето дете. Дете, иако е над 50 години, за мене е дете. Така. Што би можело, освен тоа што го прима, цекла, морков, јаболко, лимон, зелени салати и се, во тој момент што би можело да ја помогне, да ја се облаже тоа гадење, мачнини, па некојаш и повраќање и пролив. И ако може еден совет, Така, малку секако, од ваша страна, Да. како нутриционист. Да, ви благодариме за јавувањето. Може Многу после е важна емисија исхраната. да ми се јават и ќе им дадам совети што треба, може и да направиме и режим на исхрана. Јас Да. не знам дали телефонскиот Да. број ќе можеме да го забележиме на гледачката Така. која што се јави, за да можеш, Емилија, да Или исконтактираш нека со неа. ме побара на социјалните Така. мрежи и јас нека ми пише. Емилија Спасовска-Мојсовска, дали на Facebook, дали на На Инстаграм или... јас ќе сакам да се видам и да направам режим на исхрана со цел да се помогне на ваквата ситуација кај вашето дете, така да ќе биде од Да, корист. бидејќи исхраната си има многу важна и клучна И улога влијание така после во овие хемотерапија. ситуации. Да, после хемотерапија, за време на хемотерапија, антиоксидансите, храната да се олеснат овие симптоми што ги има керката, така да ќе се јават и ќе направиме што треба. Да. На крајот сме, пред да се заблагодарам за гостувањето, само една кратка порака. Каква вода Пијте да пиеме? вода. Да, Тоа да. ќе биде. Така, пијте вода, хранете се здраво, Да. имајте физичка активност, барем 3 до 4 пати во текот на неделата, не мора интензивни да бидат, меѓутоа и пешачењето. Да. И сон, значи 8 часа одмор, нели, тоа ни е потребно да имаме здрав начин избалансиран и сон спаѓа. Да, благодарам, Емилија, за гостувањето. Со задоволство. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.